Разговараме со Дејан Митров. Дејан, на 10 мај не очекува еден извонреден спортски настан. Во Штип, еве, втора година поред се организира меѓународниот турнир во пеливанско борење Трофеј. Може нешто малку подетално во врска со овогодинешниот трофеј во пеливанско борење? На 10 мај на стадион ФК Кежевица со почеток од 12 часот ќе се одржи вториот меѓународен турнир во пеливанско борење Трофеј Штип. Јас лично сум позитивно изненаден од реакцијата на јавноста и одзивот е навистина огромен и очекуваме многу публика и официјално досега сакам да нагласам дека има пријавено над 70 пеливани, со што очекуваме бројката да се зголеми. Така, ова е од меѓународен карактер, може ли да напоменем од кои се, освен од Македонија, колку учесници ќе има од Македонија, Штип, да речеме, и од кои други држави се ќе учествуваат? Македонија ќе земат учество најдобрите пеливани од сите пеливански клубови во Република Македонија. Досега ни е потврдено учество на пеливани од Бугарија, Србија, Грција. Во изминатиот ден имавме преговори со представници од Турција. Очекувам на позитивен исход од разговорите дека и турските пеливани, кои се најдобри во светот, да пристигнат и да ги покажат нивните вештини на теренот на ФК Кежевица. Арсов Сашко, продолжуваме разговорот со тебе. Значи, можам да кажам, еден од после Дејан Митров, еден од најискусните учесници годинава кој што ќе земе учество на пеливанското борење Трофеј. Колку време веќе си во овој спорт? Да, јас сум повеќе од 10 години во овој спорт. Имам се надпреварено во претежно во Македонија, Косово имаме надпревари. Тука во Македонија, во Кичево се најголемите надпревари. Колку време се занимаваш со пеливанско борење? Здраво, јас сум Теодор Ѓорѓиев, се занимавам со овој спорт повеќе години. Имам неколку први места, имам и втори и трети. Најголеми турнири имам учествувано во Косово, каде што има најголема заинтересираност во Балканот. Јас сум Андре Мишев, имам учествувано на повеќе турнири во пеливанско веќе 2 години. И годинава учествуваш на Трофеј, така? Да, на Трофеј во 5-та категорија. Предвидени се и парични награди за победниците во секоја категорија. За прво, второ и трето место ќе има награден фонд и исто така да нагласиме дека секој учесник кој ќе биде регистриран ќе добие финансиски надомест за учеството на турнирот. Програмата започнува во 12 часот, тоа кажавме, но и тоа пред официјалниот дел ќе има еден ревијален дел. Да, интересот на најмладите ми разбуди идејата во мене да направиме ревијални борби за најмладите пионери. За мене е најубавиот дел. Од целиот турнир тоа е најубавиот, тоа е еднината на нашиот спорт и ја користам ова прилика да ја поканам штипската и македонската публика да дојдат и да уживаат во вештините на пеливаните.